Цена половина цена, попуст од 30 до 70%, цени од 250 денари, сезонска распродажба, ликвидација. Ова се дел од плакатите залепени по излозите на битолските бутици. И покрај многобројните реклами, потрошувачите сепак не се сигурни дали тоа е реалност или пак само маркетиншки трик со цел да се привлечат што повеќе граѓани. Нашите сограѓани, барем оние кои ги анкетиравме, за ова прашање имаат различни ставови, но поголемиот број од нив вела дека се работи за скромни или лажни попусти. Па има некои дуки не се реални, има некои само така за реклама. Само маркетиншки трик. Попус во западот се знае што е попус. Мислам дека почнува да ја спроведват некоја политика на ова, така да со вртекот на времето ќе си дојди само по себе. Има некоја вистина во тоа, бидејќи сепак луѓето тука немат преголеми плати, колкафи да е попус имаат корист во секој случај. Маркетиншки трик. За тоа дали има или не некоја неправилност во понудените попусти по продавниците, задолжена е пазарната инспекција. Во секој случај, сезонските попусти се добредојдени и за купувачите и за продавачите. Продавачите не сакаат да зборуваат пред камера, но вела дека битолчани се заинтересирани за попустите. Нашите сограѓани додаваат дека треба што почесто да има вакви попусти. Према сезоната треба да има, пошто нормално се менува времето, одиме на потопло. Треба почесто, треба инспекции да има, да го изгора таму, ако лажи, друг пат да не прави таква работа. Треба да имамо да се вистински попусти. Треба да има, треба во секој случај, не само за празници, него овие сезонски што се намалења треба да се поефикасни. Да, мислам дека тој ќе биде од корист и за купувачите, и за бутиците и така таму. Немаме некоја корист, така да може и да ги нема. Во развиените земји редовна пракса е на крајот од секоја сезона да има разни попусти и распродажби. Некаде цените се толку намалени што не само што се преполовени, туку се продаваат и по цената на чинење, во зависност од целта што сакаат да постигнат трговците.